Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, емисија каде што секогаш разговараме за различни аспекти на општественото живење и многу често ја разработуваме и културата како таков дел од нашето живење. И некако наредните ми се чини 3 или 4 емисии од денеска броено па натаму ќе ни бидат посветени токму на она што го нарекуваме култура и уметност. Така што ќе почнеме и денеска, колешката Џугуманова и утре ќе разговара за уметност и за културата, во петок веќе ќе почнеме да се запознаваме со годинашното Охридско лето, понеделник ќе продолжиме со тоа и ќе имаме можност да слушнеме многу работи кои што не интересираат. Впрочем, а и летото е за тоа, да се забавуваме, да се одмораме, а културата е она што не одмора во секој случај и ни го поттикнува мозокот на поубаво размислување. Да не должам многу во најавата, да одиме со времепловот на колешката Елена Џугуманова по однос на настаните и личностите кои што денеска го имаат одбележано датумот низ историјата и потоа ќе се вратиме со друга најава која што ќе ви кажам за што станува збор по времепловот. На денешен ден 321 година, римскиот император Константин I, првиот римски владател со христијанската вера, ја прогласува неделата за ден за одмор и верски обреди. На денешен ден, 1423 година, е роден Луј XI, француски крал кој во периодот на своето владење успел да воспостави внатрешен ред и мир во државата, покорувајќи ги побунетите феудалци и обединувајќи ги сите покрајини, освен Фландрија и Бретања. Во своето владење го помагал развојот на градовите, трговијата, занаетчиството, науката и културата. Исто така извршил и реорганизација на војската. Починал на 30 август 1483 година во Плеси-ле-Тур. 1642 година починала француската кралица Марија де Медичи, ќерка на тосканскиот војвода Франческо де Медичи, по убиството на незиниот сопруг во 1610 година, кое што се случило веднаш по незиното кронисување. Таа презела улогата на владател на местото на незиниот малолетен син, кралот Луј XIII. Била позната по незините постојани политички интриги во судот на Франција и по незиното обемно уметничко покровителство. На денешен ден, 1883 година, во Прага во еврејско трговско семејство е роден Франц Кафка, еден од водечките писатели на германски јазик од 20 век. Најголемиот дел од неговите дела се објавени постхумно. По неговите најпознати дела, романите Процес и замок, како и новелата Преобразба, Кафка говори на теми како корупцијата на бирократите, алиенацијата и немоќите на поединецот да влие врз општествените случувања. На денешен ден, 1962 година, е роден Том Круз, еден од најпознатите холивудски актери, кој го привлекува вниманието на јавноста, како со своите улоги во филмовите, така и со деталите од приватниот живот. Дебитира во филмот на Франк Зафирели, Безкрена љубов. Во својата дведецениска кариера 3 пати е номиниран за Оскар и освои 3 златни глобуси, додека неговите филмови донеле заработувачка од преку 4 милиарди долари ширум светот. На денешен ден се навршуваат 42 години од смртта на Џим Морисон, пејач и фронтмен на The Doors. Мултиталентираниот вокалист кој покрај музиката на Doors и театарските настапи ги издигна на едно сосема ново ниво книжевноста, поезијата, религијата и философијата. Почина на 27 годишна возраст, наводно од предозираност од дрога, иако и до денес околу смртта на пејачот има многу контроверзи. Така погледнавме она што ни беше издвоено од страна на оние кои што работат во контактно-тематската програма во 24 Вести телевизија, во соработка со презентерите на вестите. Од сега ќе имате можност да го слушате времепловот 2 пати во текот на денот. Ова е вториот пат, останатиот пат може премиерно, впрочем, да се слушне во текот на утринските часови, кога ќе се отвора и програмата, но за тоа потоа ќе разговараме во текот на ова лето. Во секој случај, за најава на денешното издание на нашата емисија, веќе темата ќе може долу да ја испишеме, Гран при награда во Москва за грандиозниот оркестар. Ниту ви пишав за кој оркестар станува збор, ниту за каква награда, ниту за каков надпревар, бидејќи сакам за тоа да остане енигма откако ќе започнеме со разговорот. А верувајте дека личностите кои што гостуваат во студиото сигурно ги знаете, бидејќи не се ниту од вчера, ниту пак се непознати во Македонија, а да не зборуваме и за балканските простори. Одиме со најава на едно тонско парче, аудио парче, кое што ќе имате можност да го слушнете како најава за овој разговор и се враќаме во студиото.
Еде така, тоа е тонското парче со кое што ви најавуваме за што зборуваме и токму она што имавте можност да го проследите е поради што оркестарот Скопје под раководство на диригентот Рамадан Шукри ја доби и Гран При наградата во Москва, Русија. За да не сгрешам, ќе морам да прочитам во рамките на надпреварувачкиот дел од програмата на фестивалот кој се одржа во Државната школа за музички уметности Балакирев во Москва. Според одлуката на стручното жири, мандолинскиот оркестар е добитник на главната Гран При награда во категоријата најдобар младински колектив на народни инструменти. Време да ви ги представим моите денешни гости. Станува збор за Рамадан Шукри, раководител уметнички и диригент на оркестарот Скопје, заедно со Ерхан Шукри, диригент исто така. Добре дојдовте. Добре најдовме. Како сте? Добро. Малку ве задржавме во студио од прилика 7-8 минути да го слушнеме времепловот и она што го изведувавте во Москва, во Русија, но не е проблем, има доволно време да си поразговараме. Прво, како си поминавте во Москва, морам да прашам. Прекрасно. Прекрасно. Мислам дека најдобро беше во Москва од сите претходни фестивали кај што сме биле во Европа. Кажете ми, како оркестар, како човек пред се, како личност, не сте воопшто непознат на просторите. Во Македонија не зборувам, туку зборувам на балканско ниво. И самиот фестивал во Русија беше, впрочем, и според знамињата кои што имав можност да ги видам сега на тонското парче, беше за словенските земји, или славјанските, се едно. Колку е тешко да се одржува таквата кариера меѓународна? Еден епитет кој што сте го добиле со текот на вашето, ќе кажам сега, ќе откријам дека треба да одбележувате 40 години јубилеј од кариера, за што искрено ви честитам. Дури мислам дека не можам ни да најдам доволно зборови за да ви изразам честитање за толку многу години кариера. Колку е тешко да се одржува таа кариера? Па видете, кога има човек љубов и ентузијазам во себе, не е тешко. Тешко е само со она што му треба во животот, значи за да го створи тоа што го замислува, меѓутоа имајќи ги околностите покрај него, тука пред се, значи, каде работи, во која институција, колку стои градот, колку стои држава, но со вакви и со такви проблеми сепак се надминува кога е нешто појако кај човек. Значи, за среќа или за жал, повеќе за среќа, што освен тоа што јас го вложив како човек, бидејќи сепак љубовта беше на прво место и ентузијазмот, бидејќи сепак не ми беше мене екзистенцијата од оркестарот, ниту па личен доход сум примал од оркестарот, меѓутоа љубовта што сум ја имал према тој оркестар уште од кога дојдов од Битола во Скопје, така да го продолжив патот и тука во Скопје, во основните училишта, па после во Младинскиот културен центар 20 години, па со Мандолинскиот оркестар Скопје, со тоа што и паралелно воопште во Младинскиот културен центар, кога во почетокот почнав да работам, и тука растеа моите две деца во оркестарот и тие на еден начин потргнаа по мојот пат. Растеа во оркестарот и останавте во оркестарот. Како е да се расте и да се учи истовремено за една професија од Рамадан Шукри? Па јас баш првите мои почетоци со оркестарот и во оркестарот беа таму негде 5-6 одделение, дамнешните почетокот на 80-тите години. Добро. Нема да откриваме кога било тоа. Нема да пресметуваме. Кога и Рамадан го основа оркестарот во Младинскиот културен центар денешен тогашен 25 мај. Така да, веројатно индиректно, иако еве сме колеги во професија, морам да кажеме веќе јавно, иако не ми веруваат дека иако припаѓаме, свириме инструменти кои припаѓаат на иста група, на гудачките инструменти, он е контрабасист, јас виолинист, можам да потврдам еве јавно дека една фраза во животот немам купена од него како гудач, нели, како колега, вака. Но сепак мандолинскиот оркестар индиректно ни беше врската каде што остваривме таа комуникација. Значи во почетокот ја почнав да свирам гитара, нели, желбата во тие Добро, веројатно во тие години првото нешто што го посегнувате е гитарата. Да, јасно. Ретко кој посегнува виолина и гитара, па тогаш да, јас паралелно одев и во музичкото училиште и веројатно можам да признам дека мандолинскиот оркестар беше поинтересен. Друштво, забава, нели, се свири, но како одминуваше време, можеби сватев ја дека веќе иако нели крушката под крушка паѓа, како што велат старите, имаш интерес можеби и за други животни професии нели и ориентации, но сепак се определив ја за музиката понатаму да ја учам и да ја студирам. Така да паралелно со растежот на тој оркестар
Јас се развивав како музичар и веќе таму негде почетокот на 90-тите години почнав да асистирам во оркестарот и еве ден денес сега па да помогам и во овој оркестар сегашен што е Мандолински оркестар Скопје. Во сегментов кога разговараме за семејството ни фали уште трет член овде, тоа е ќерката Мерсиха Шукрих, која што е харфистка. Да. И но за неја ви кажав уште пред емисијата дека еве и ветувам и јавно пред камерите дека ќе организираме една посебна емисија кога ќе разговараме исклучиво за харфата како еден специфичен инструмент, морам да кажам, кај нас и за кој што многу малку луѓе искрено работат со него, но тоа од новата сезона од септември. Ако не гледа Мерсиха, еве да си се подготви, да си знае. А сигурен сум дека не гледа. Сега, кажете ми пред се, зошто бевте во Москва? Па видете, давнешна желба, мене, а покасно еве и на Еркан, не било да учествуваме на некои од фестивалите во Русија. Со оглед на тоа што на запад сме биле, да не речем уште со Младинскиот културен центар, кога 20 години тамо младоста ја положив, 20 години работев во Младинскиот културен центар од 81 до 2001 година и одевме во многу земји низ Европа, меѓутоа никогаш немавме можности да одиме во Русија. Еве скоро со Мандолинскиот оркестар Скопје за 13 години, колку? Од 2001 година па до сега. Значи, повторно Европа одевме секаде, сме имале можност и во Грција на Олимпијадата, во Португалија, во Шпанија, во Белгија, да не ги наименувам сите земји, но никош не сме имале можност да одиме во Русија. Меѓутоа, последните неколку години оркестарот направи еден голем растеж и скоро каде одевме секој се враќавме со награди, 2 златни ланската година, 2 златни плакети ланската година во Франција, пред 2 години 2 специјални во Полска, како за концертмајсторот, за оркестарот, за мене како диригент. Еве ова година и сега ова година всушност и она што го направивме во минатите години дојде званично, слушајќи на другите фестивали во Европа, ја добивме ова званична покана што за нас беше предизвик и престе гордост и среќа што навистина добивме престижен фестивал, бидејќи на словенска музика посветена на словенската писменост и култура, а поготово ова година беше посветен фестивалот и на Република Македонија, што значи уште поголем, за нас беше еден поголем предизвик, али одговорност, сепак Русија, да, Москва е Москва и навистина ние тоа го свативме доста сериозно. И после новогодишниот концерт, кој ние имаме традиционално секоја година, тамо при крајот на декември правиме новогодишни концерти во Домот на Арама, и после тој концерт ние се насочивме и го размислувавме концепцијски гостувањето во Русија, во Москва. Што значи и скоро тие месеци го вложивме тој труд и се разбира дека наиде на еден успех кој што навистина за прв пат гран-при за награда за оркестарот, специјална за концертмајсторот, за нас двајцата словенскиот фонд. Словенскиот фонд значи на Москва, на фондот на Москва ни даде посебна награда за најдобар оркестар, а покрај тоа и посебни дипломи за педагошката работа на двајца диригенти. И за сближување, односно на двајцата обединување на словенството воопшто во светот. Што значи и на православието, бидејќи тој фестивал навистина е посветен на словенската писменост и култура. Токму затоа и ве прашав зошто отидовте во Москва, бидејќи она што Виена, да речеме, представува за Западна Европа, за тие големи културни уметнички вредности кои што ги зборуваме во Франција, во Германија, во Шпанија и така натаму, токму тоа Москва представува пак за југоисточните земји на Европа, односно за славјанските. И не само тоа, туку и да добиете награда која што сте ја добиле во Русија, во Москва, каде што се недобрите музички конзерваториуми, би требало премногу да ви значи. Токму и затоа и сте сакале веројатно да одите таму. Па всушност еве кажи за концертот што беше во најдобар Еркан, ги знае имињата. Добро, да, имавме прилика освен надпреварот, значи имавме и 2 настапа, 2 концерти. Одлично. Од кои првиот уште пред самиот надпревар, значи дента пред надпреварот, го одржавме во Централниот дом на уметничките работници со целовечерен настап концерт
и морам да признам дека уште тука ја освоивме публиката и имаше дел од жирито и они беа изненадени, мислам, нели, од каде се вакво нешто. Посебно со репертоарот, бидејќи оркестарот, освен што беше задолжен или според пропозициите што требаше да ја свири програмата за надпреварот, за целите композиции, сепак оркестарот има широк репертоар и со раздвоениот репертоар ние освоивме публиката. И за наше огромно задоволство, што можам да кажам можеби мене лично, а верувам дека еви на Рамадан, свиревме во малата Рахманинов сала на Чајковски конзерваториумот, што е, нели, ретка можност можеби за професионални музичари да настапат во таа сала. Так. Во контекст на ова јас би сакал да кажам, преди спомнавте за Виена. Ние имавме можност, лани кога бевме во Франција на фестивалот, враќајќи се, имавме организирани од страна на нашата амбасада во Виена два концерти во две катедрали, кои што едниот концерт беше посветен на сите амбасадори што се во Виена од целиот свет и другиот беше за граѓанството од Виена. Морам да признам дека имав чувство навистина на тој настап што го направивме во Виена, на една трема и така натаму, сепак е тоа Виена, но морам да признам дека Москва нешто повеќе ми значеше. И така да Виена, затоа велам дека повеќе пати ние сме биле на запад. Ја знаеме таа западничка музика, сме ја свиреле, значи, многу композитори, но за среќа на овој фестивал ние многу руски композитори, автори свиревме, Рахманинов, Чајковски, Шостакович. Да, затоа ве прашав за време на тонското парче, дали ова баш од Русија и звучеше руски. Да. И сакам да ви кажам, значи, но Москва навистина нешто е прекрасно, прекрасно. Кажете ми, како започна се околу оркестарот, ме интересира. Зошто дојдовте до идеја да организирате оркестар? Имаше ли реално потреба за тоа во тоа време или едноставно сакавте да сплотите многу таленти на едно место? Па видете, моите почетоци не се само во Скопје. Јас уште во осмолетка и во средна школа оде во Стив Наумов едно културничко друштво во Битола, кај што имаше таму во тоа друштво мандолински оркестар, забавен, танцов, имаше народен, имаше симфониски, имаше хор, кој што и ден денес работат во Битола. И мислам, нескромно ако се каже дека јас бев подкован кога дојдов во Скопје, со тоа што и со самото доаѓање во Скопје, веднаш ме вработија во Македонскиот народен театар, тогаш во операта, сегашен Македонска опера и балет. И паралелно, значи, и работев и студирав, и дури за мене отворија одсек на факултетот за музичка уметност, за да останам во Скопје. И меѓу другото, тие почетоци кога стручната работа ја вршевме преку школите, и ме открија професорите тогаш Властимир Николовски, професорот Властимир Николовски, Прилепченец, сигурно знаете. Суграѓанин. Па и другите, меѓу другото, на најдобро од професорот Цанев, кога дозна што сум, кој сум, како, тој се откаже од се ослободуваше од училиштето, основното училиште 11 октомври, па ме препорача мене исто кај што беше една директорка Олга Оровчанец, Прилепчанка. Да, Оровчанец мора да е Ние Прилепчани со Прилепчани па некако нешто е во музиката врзано таму, прилика. И така таа љубов што сум ја имал, јас си продолжив после и во школите, така да со училиштата во повеќе основни училишта во Скопје сум работел, а најмногу сум се задржал во основното училиште 11 октомври. 16 на години, како другите по 4, по 5 и така натаму, соработував со сите, меѓутоа помагам и во основните училишта, но мислам дека врв на сето тоа, кога дојде предлогот од културно-просветната заедница да се основа еден пионерско-младенски оркестар, бидејќи добивајќи тие награди со основното училиште, каде после завршувањето на тие деца, аз велам куд мој, мили мој, па после, меѓутоа не, напротив, после дојде до идеја да го основаме пионерско-младенски од домот на младите и така почна. Тие 20 години се одвива како се одвива и после од 2001 па до ден денес еве со Мандолинскиот оркестар Скопје на предлог на градоначалникот тогашен од градот и се разбира со еден човек кој што навистина не е меѓу нас, кој што многу придонесе воопшто не само за Мандолинскиот оркестар Скопје, туку и за Младинскиот културен центар, господинот Велјо Кучишки, кој што беше и директор на операта при Македонскиот народен театар, односно на Македонската опера и балет. И голем придонес и неговото семејство, што значи освен она што ние како семејство имавме голема поддршка и многу
Со солистите кога почнавме да настапуваме, има голем преденост тој човек кој навистина во развитокот на оркестарот. Така. Во изминатите години во сето ова што се случува со оркестарот, од секаде се враќате со награди, може ли да напоменеме некои земји или некои поважни награди кои што ги имате и да ги кажеме на гледачите? Ова овде се што имаме сега е верувам од Москва. Да. Само од Москва. Да. Да се знае. Да, мислам со задоволство би ги донеле сите награди, но ле сепак во интерес на просторот. Немаме ни место, веројатно. просторот. Ќе треба овде рафт да поставаме еден и да ги наредиме. Так. Значи, еве како што напоменавме, минатата година во Франција оркестарот доби 2 златни плакети, пред 2 години во Полска, во Бидгош, на Бидгош импресија музичне на тој фестивал. Добро. Добивме специјална награда и плюс концертмајсторот доби специјална награда за откритие на фестивалот. Предходните години во 2005 година исто во Франција оркестарот доби награда. 2003 година, значи имаше еден фестивал во Едирне, каде што самиот фестивал беше организиран и наградуван кој ќе одржи најдобар концерт. Ние бевме прогласени за најдобар оркестар што одржавме концерт. За Турција зборуваме, така за да. За Турција Едирне, да. Добро. А истата година бевме во Имоцки, значи во Хрватска, која го негува мандолинското музицирање многу и навистина и самата држава многу вложува во тие мандолински. Особено јадранскиот дел, кој што е Далмација, тој дел. И имавме на наше огромно задоволство, тогаш бидејќи оркестарот беше млад, само што формиран за 2 години, ја земавме Гран при наградата, што ни причинуваше големо задоволство бидејќи имаше многу искусни оркестри што учествуваа на тој надпревар. Па наредната година после во Атина на Олимпијадата 2004 грандиозен концерт со наши врвни солисти, што навистина и растевме секоја година оркестарот растеше и еве дојде до а се разбира морам да кажам дека во Имоцки уште каде Ерхан дирижираше и негови заслуги се Гран при наградите, односно предходните. Како се поделувате? Да го оставаме светот на младите или? Не, петка глава. Затоа прашувам. Оти знам колку е тешко на оние кои што веќе 40 години веќе создавале кариера, па сега полека да се подповлечат, па назад, па напред, или? Па видете, не е толку тешко. За мене не е тешко, зашто јас споменав во почетокот дека имам љубов према тоа музицирање, се разбира, и ентузијазмот и дај Боже до крајот на животот да ме држи и не чувствувам замор или да сепак што повеќе работам, јас повеќе сум желени да уште повеќе да, затоа што ме исполнува човек не само во уметноста, не само во музиката, во било која струка, во било која сфера. Ако нешто го сака, тој ќе го работи успешно и постојано и до крајот на животот. Ако нешто со сила работиш, тешко. Поготово во уметноста, се оградувам за другите сфери, али поготово во уметноста, поготово во музиката. Не знам дали е дежаву или е вистина, се подсетувам дека со неколкумина уметници кои што гостувале во студиово, буквално истиот муабет ми го направиле. Ама мислам дека е вистина. Неколкумина гости каде што викаат ако работите со сила, подобро иш не работите во уметноста. Ако работите со љубов, тогаш е веќе друга приказната. Колку и да ви е тешко, на крајот пак ќе излезете. Јас еден пример ќе ви кажам дека мене ми било предложено да работам и друго нешто, да бидам на раководни функции и така натаму. Меѓутоа не сум прифатил, затоа што не се наоѓам себе си. А тоа што го сакам, можам да го работам и го работам. Инаку не по секоја цена. Така. Ќе направиме на кратка пауза за реклами. Јас си останав со Гран при врака. Така убаво ми доаѓа, не за друго. Добро, да го оставиме Гран прито. Ќе направиме една кратка пауза со реклами. Пред тоа ќе одиме со занимливоста што колешката Джугуманова ни ја подготви за денеска, да видиме што има одбрано и потоа ќе се вратиме и да си доразговараме некој од прилика 10 минути во студиото. Нов закон во Кина бара од децата почесто да ги посетуваат своите родители постари од 60 години, како и да ги осигураат и нивните финансиски и духовни потреби. Законот за заштита на правата и интересите на постарите бил воведен од кинеското законодавно тело во декември, по серија на извештаи од страна на старите родители кои биле запоставени од своите деца.
Скромната пензија и социјалниот систем, особено во руралните средини, значи дека постарите луѓе вообичаено се зависни од своите деца. Иако почитта за постар човек е длабоко всатена во корените на кинеското општество, традиционалните вредности како што е побожноста се намалени со модернизацијата на општеството. Според бројни статистики, до 2011 година во Кина се забележани околу 185 милиони луѓе над 60 години. Бројката се очекува да се зголеми на 221 милион до 2015, а до 2050 година популацијата во Кина ќе биде класифицирана како постара. Законот предвидува дека децата не можат да се откажат од нивното наследство во обид да ја избегнат должноста да се грижат за своите родители. Според законот, децата треба да плаќаат месечен надомест, доколку нивните родители ја одбиваат нивната помош. Законодавството исто така им овозможува на постарите лица да ги тужат своите деца, но не го наведува ниту процесот, ниту пак казните со кои децата можат да се соочат. Воведувањето на законот се покажало како контроверзно бидејќи не е дефиниран ниту зборот често, а граѓаните сметаат дека законот врши притисок врз оние кои живеат далеку од својот дом. 50-годишниот Ченг Зеганг, кој е дете единец, живее во Америка поради неговите магистерски студии. Вели дека овој закон го искривува односот меѓу родителот и детето. Не сакам мојата ќерка да има товар, ниту физички, ниту психички, вели тој. За мене незината кариера е најважна на светот. Како родител на едно дете сум посветил многу време и пари за незиното образование. И токму поради тоа сакам таа да биде успешна, вели Ченг Зеганг. Очи во очи со Огнен, отворена контактна програма со граѓаните. Кажете си што имате во вашиот Хајд парк. Очи во очи со Огнен, вашиот мегдан за разбирање. Секој работен ден од 16 часот и 20 минути. Денеска во 24 ексклузив. На предконцертна проба со Тамара Тозевска, Роберт Билбилов, Владко Илиевски и Нина Јанева. Пеца од Супер Хикс се сети на добра идеја и направи одлична мултиетничка журка. Гости во 24 ексклузив, нокаут за нов... Дебата за предизвиците на интеркултурниот диалог во нашето општество. Интеграл, емисија за интеркултура, секоја среда во 19 часот. Докажано најдобри, со попуст од 20%. Радио Такси Рива, 15161. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Се вративме назад во студиото во денешното издание на емисијата 24 за животот. Веќе разговараме во првиот дел на емисијата, имавте можност да слушнете и тонско парче за Гран При на кралата во Москва, која што ја доби, јас нареков, грандиозниот оркестар на наречен Скопје, под раководство на диригентот Рамадан Шухри, заедно со Ерхан Шухри, диригент исто така со кој што разговараме токму во студиото во денешното издание на За животот. Во првиот дел разговаравме за многу работи кои што се однесуваат на оркестарот, на наградите, на музиката која што се представува надвор од Македонија, од границите. Јас поделив на два дела во Западна Европа и во Југоисточна Европа.
затоа што токму Југоисточна Европа и токму на преварот на кој што беше мандолинскиот оркестар после Ново Москва Русија беше за словенската, односно славјанската музика. Но во овој сегмент, во овој дел на емисијата, господине Шукри постариот, ќе речам, кажете ми, спомненав на почетокот на емисијата дека се подготвувате за 40 годишен јубилеј. Ке правите нешто? Ке одбележувате некако? Па видите, таман и кога паралелно и се спремавме за во Русија, значи оваа година, уште од минатата година, станиравме да сепак оваа година се направи еден јубилеен концерт, 40 години уметничка дејност, на мојата дејност од самиот почеток, и мислам дека навистина ќе биде добро да се одбележи, да се направи на заокружница и не се работи само со оркестарот, туку нормално и со сите наши соработници што биле до сега. Како нашите првенци на Скопската опера, вокални солисти, професори на Музичката академија и други соработници што се во другите институции од културата во нашиот град и во Македонија, така и се разбира од соседството, па и пошироко. Јас, додека одеа рекламите, рековме ке споменеме некои имиња од нив, така, ова се фотографии кои што ги гледаме од оние што ни ги донесовте, ова е сега од во Русија, така? Да, од Русија. Так. Се ова што гледаме од Русија. Се тоа, да. Сега да кажеме и тоа, да не забораваме дека со нас освен на надпреварот, на другите концерти учествуваше и камерниот ансамбл Арко, гудачкиот, кој што работи Ерхан со нив, и тој може малку повеќе да каже за тој ансамбл. Тоа значи ние треба да си направиме плюс уште една емисија за тој. Тоа во друга прилика ќе имаме поводот на есен за тоа да се... Сега тогаш да најавиме. Исто и тој ансамбл ова година треба да прослави 10 годишен јубилеј. Тоа за во друга прилика ќе го дискутираме. Само да најавиме кратко. Да, најавиме. Да. Дека се планира, значи, 10 годишен јубилеј, таму на есен, значи, после летните одмори. Добро. И поздрав, нели, до членовите на гудачкиот камерен оркестар Арко, и неко тоа се основата се поранешни мои ученици во музичкото училиште каде што јас работам, што предавам виолина. Се надевам дека ќе имаме прилика малку пошироко и подетално да објаснеме. Секако. Значи веќе имам 2 емисии договорено за новата сезона. Така да и они сега на самите концерти што беа во Москва преска што ги споменавме, збогатија навистина и со нивниот настап и помогнаа, нели, за да... И благодариме навистина, придонесува една новина направивме во младинското музицирање и со гудачки состав. Инаку во рамките на тој 40 годишен јубилеј ние имавме така планирано, мора Гран При да се освои во Москва за да, нели, 40 годишниот јубилеј да биде обележен како што треба. Јас тоа сакам да искоментирам, но викам ајде да не претекувам сега околу наградата, да се одбележи со Гран При награда. И то баш во Москва каде што одамна те сакале впрочем да настапите. Што има поубаво тоа како поклон за како подарок за јубилеј? Јас сум среќен што навистина ми се оствари желбата од кога сум сакал Москва, дека и малку го зборувам јазикот. Го учевме ние во средна и на факултет 8 години и баш тие се чуде од каде ние знаеме руски. Па велам, ете тоа. А па дека сме па многу далечни во јазиците, па да не се разбираме. Јас додуша новите помладите генерации сега што се да речеме средно или основно, тие послабо ги разбираат соседните јазици, но ние така не сум јавно многу постарите, ама имав среќа да научам од многу од соседните јазици, тоа што сум и пораснав со нив. Во секој случај ме интересира, значи вака, јубилејот го планирате како нешто големо, бидејќи 40 години воопшто не се малку, да верувам сите помагате тука врз основа и на семејна поддршка и на се, но веројатно треба да се најдат колку луѓе планирате. Вие имате соработувано со еден куп луѓе, кои што луѓе имаат настапувано во вистински ценети театри низ целиот свет и овде Јас треба да ги испочитуваме. Да кажам дека со солистите ние почнавме добра соработка точно негде таму 83-4 година, а 81 година се основа тој оркестар, првиот на Младинскиот културен центар, но имавме среќа што сме учествувале на мајските оперски вечери 86 година, кога доаѓа солистите на оперите, на другите представи, нас не слушнаа таму и од таму се пробуди желбата и тие да настапат со нашиот оркестар, односно со мандолинскиот оркестар, бидејќи беше еден нов звук, имаше еден нов звук, една новина за нив
и се разбира после со тоа што го споменав и господинот Велјо Кочишки, и тој како директор, и доста ни помогна со тие солисти постојано после секоја година доаѓа гостуваа со нас. Меѓутоа, еве сега во ова година према условите ќе видиме колку ќе можеме да поканиме. Зошто први јас им благодарам на сите наши врвни солисти, еминенти, што се нашите првенци од операта и професорите од Музичката академија што настапувале со нас, но ќе треба од Белград, од Сараево, од Букурешт, од Софија, кои што настапувале, и дури, ако се сеќавам, Рој Стивенс од Јужна Калифорнија, имавме една Елен Роудс, исто од Америка, од Њујорк беше, не знам од каде. Така да сме имале доста и странски, јас дури сум ги заборавил, но сакам да ви кажам дека навистина сега према можностите ќе видиме кои ќе можеме да ги поканиме, затоа што треба патни трошоци, престојни трошоци, се разбира. Тоа значи дека треба и огромна поддршка, како од приватни компании кои што веројатно ќе сакаат да помогнат во сето тоа, и од Министерството за култура. Се надевам дека ќе излезат во пресрет на сето тоа, бидејќи не станува збор за мала работа, туку за нешто што е вистински репрезент на Македонија. Јас верувам претежно во Министерството за култура, бидејќи кој Министерство скоро секоја година не поддржува, значи на гостувањата во Европа на фестивалите, така и ова година беа дел со нас, беа во Москва. Меѓутоа, мислам дека можда доколку се најдат и спонзори да можат некој да не подпомогне повеќе, ние би направиле уште подобар концерт, подобар како да ви кажам, настап со останатите кои што навистина со нивното присуство би ја збогатиле нашата програма на концертот. Од прилика кој период планирате да Па јас мислам таму од втората половина на ноември да биде. Така да и може најкасно да биде до 10 до 15 декември. 15 декември. Значи годинава секако до крајот на годината ќе го имаме јубилеот. Да. Тоа зависи, сега треба се договориме во врска со салата, па најверојатно ќе видиме со директорот дали планираме да го направиме. Би било убаво да е во Македонска опера и балет. Таа ми е матична. Како се слободни, кој е слободен, кога, како е, затоа терминот треба да се усогласи, и мислам дека ја имам поддршката од мојата матична куќа, кој што јас и скоро 4 децени ги вложив во операта, бидејќи сепак јас сум бил долги години, децени водач и шеф на групата Контрабаси, но како втора љубов ми е оркестрот. Луѓето повеќе ме знаат со мандолинскиот, најмалку ме знаат дека јас личен доход и сум екзистирал од Македонски опера и балет, тогаш МНТ кога вие сте се вработиле. Ерхан, мене ми останува да ве прашам и вас на крајот. Преминав јас веќе на Рамадан на Ерхан, се надевам не ми се лутите. Веќе ве почувствував како свој после толку минутажа разговарано. За крај останува да се помага и да се изорганизира јубилеот. Вие имате свој јубилеј за организирање, споменавме сега 10 години, Арко. 40 години Рамадан Шукри. Што планираме понатаму? Каде, на кој фестивал се планира да се оди понатаму? Има ли нешто во... Организацијата е многу важна работа. Значи, не може за недела денес да се заврши. Ете и сега Москва ние добри 4 месеци организиравме, зашто беше и големо патување, така да и сега конкретно еви 40 годишниот јубилеј на Рамадан треба добро да се организира. Веќе од сега се поставуваат рамките. Нормално тоа треба да се размислува и верувам дека со време ќе успееме сите работи да ги оствариме. Нормално да се исконтактираат сите луѓе што треба, се што треба да се организира околу самиот концерт, за да сепак тој јубилеј биде одбележен како што треба. Нормално и јубилејот на Арко веќе е друга приказка, но мислам дека сме малку, иако самостојно функционираме, веќе сме искусни на тоа поле и верувам дека ќе се организираме. Но пак велам, треба со време да се фатат работите во своји раце и да не дозволиме да се остави во последен момент да се решава. Јас верувам дека ќе наидеме на разбирање од сите институции и структурите кои што не пратат, затоа што ова што го работиме е претежно едукативна дејност. Младата популација денес знаете како живее, меѓутоа оркестарот
нешто како втор дом и ние кои што можат и да се едуцираат, а и се запознаваат со една уметност која што навистина ние докажавме не свириме обични композиции, туку можеме и со било кои професионални ансамбли и солисти да направиме. Да, тоа е веќе докажано дефинитивно. Мене ми останува да ви се заблагодарам, веќе сме при крајот на емисијата, за издвоените 45 минути за нас и за нашите гледачи. И се надевам дека ќе имаме можност повторно да уживаме заедно со вас и во студиото, а кога ќе дојде време, кога ќе знаете секакви детали околу јубилејот, и за Арко ќе разговараме, се договоривме во септември, за вашиот, ве покануваме повторно, колку да најавиме, да знаат гледачите каде, што, кога и како. Ја користам можноста да ви се заблагодариме на вашата покана за учеството на вашата емисија 24 часа за животот кој што го посветите за културата и верувам дека и понатаму ќе дружиме и ќе бидете информирани за сите дејности што ќе ги извршиме на наше полет. Така, Ерхан, ви благодарам. Благодарам вам. И со успех нека е целата организација и каде и да одите. За надпреварите не ви велам со успех, бидејќи сигурно ќе се вратите со Гран При награда. За тоа не се сомневам, но за организацијата со успех. Благодарим. Почитувани гледачи, тоа беа Рамадан Шукри и Ерхан Шукри, со кои што разговаравме токму за Гран При наградата која што ја добија во Москва, Русија на фестивалот, на меѓународниот фестивал за словенска музика и општо за кариерата на мандолинскиот оркестар, но и за она што се очекува да се организира од страна на господинот Рамадан Шукри, а тоа е неговиот 40 годишен јубилеј, за кој што рековме дека ќе најавиме се во текот на новата сезона, кога ќе се имаат детални информации. Јас ви благодарам за вниманието кое што го посветивте и на ова денешно издание. Се гледате утре со колешката Елена Джугуманова во За животот со нова тема токму исто од областа на културата. Се гледаме во следната емисија. Пријатно!